Почитувани гледачи, визави на програмата на канал Вис очи во очи со првиот човек на општина Василево, Маријан Јанев, во емисијата за и околу случувањата во општина Василево. Градоначалниче Јанев, добре дојдовте во емисијата Очи во очи на канал Вис. Благодарам, Ване, за поканата. Се надевам дека во иднина ќе има повеќе вакви прилики, каде ќе учествуваме во вакви емисии, се со цел да ги запознаеме граѓаните на нашата општина со реалната состојба во нашата општина. Така е, пред се граѓаните се во преден план, не само на жителите од општина Василево, туку и останатите да слушнат што е она актуелно, што е интересно во општина Василево. Значи во наредниве 40 на минути, почитувани гледачи, за околу состојбите во општина Василево, плановите, проектите кои што се реализираат во ова локална самоуправа. Градоначалниче Јанев, вие кога дојдовте како прв човек на општината после локалните избори, во првото своје интервју рековте дека ситуацијата во општина Василево на финансиски план не е многу розова. Реално, каква е состојбата во општина Василево на финансиски план? Да, во неколку наврати сум го спомнал тоа и повторно ќе кажам дека општина Василево е презадолжена. Во координација, односно разговори со останатите градоначалници од Струмичкиот регион, па и од југоисточниот регион, утврдивме дека општина Василево има најголеми долгови, што ни представува проблем во реализација на предвидените проекти. Наместо парите што ги обезбедуваме да ги намениме за изградба на улици, водоводи и канализација, истите средства е потребно да ги пренасочиме за враќање на долговите на претходниот градоначалник. Секојдневно ни пристигнуваат фактури за неплатени обврски, односно се што е сработено во изминатите години е сработено без да се плати и сега фирмите очекуваат од новото раководство на градоначалникот Маријан Јанев да ги регулира тие обврски. Во тој контекст, може ли да ни прецизирате каква е таа реална ситуација? Велите дека мора да ги отплаќате долговите од порано. Може ли низ бројките да знаеме каква е таа всушност ситуација во Значи, долговите од претходното раководство се последица на недомакинско и неодговорно работење, односно водење на погрешна политика со локалната самоуправа. Сега ни требаат мудри одлуки и политики, паралелно да ги враќаме долговите и нешто да сработиме во корист на граѓаните, бидејќи веќе тие тоа го очекуваат. Кога зборуваме за долгот само на локалната самоуправа, тој изнесува околу 72 милиони денари, од кои што 42 милиони денари се долгови према приватните фирми изведувачи на одредени активности низ населените места во нашата општина, додека останатиот долг од 30 милиони денари е долг према кредити, и тоа 18 милиони денари кредит за изградба на водоводна мрежа во населеното место Чанаклија и 12 милиони денари кредит за изградба на пат во населените места Нова Мала и во населеното место Пиперово. Меѓутоа, заедно со двете централни основни училишта Гоце Делчев Василево и Атанас Невичански Нова Мала и заедно со јавното комунално предпријатие Турија, вкупниот долг на општина Василево изнесува околу 100 милиони денари или 1 милион 650 илјади евра. Морам да напоменам дека кога настапив на функција, ја затекна финансиска состојба од 15 денари. А претходниот градоначалник на примопредавањето на функцијата изјави дека општина Василево ми ја предава во добра фискална состојба. Со 15 денари на сметка, сметам дека тоа не е добра фискална состојба, туку е лоша, катастрофална фискална состојба. Вака слушајќи ве, градоначалниче, спомнувате сума од околу 100 милиони денари, долг не само на локалната самоуправа, туку и институциите кои што се под ваша надлежност. Во ваква состојба, ќе успеете ли да ги реализирате проектите што ги ветивте на граѓаните за време на изборната кампања? Значи така, мојата предизборна програма не е за една година, туку е за следните 4 години. Верувам дека со домакинско и одговорно работење ќе успееме да ги реализираме сите проекти. Очекувањата на граѓаните се големи, но тие ја дадоа довербата токму заради нашата визија. Секако, дека овие долгови ќе влијаат врз нашето работење, но ќе се трудиме максимално да се посветиме во интерес на граѓаните. Во нашата програма се предвидени повеќе проекти, но ќе мора да балансираме, да ги реализираме проектите, да ги враќаме долговите према банките и фирмите. Пред малку реков дека парите кои што граѓаните ги трошат за плаќање на даноци, комунали, ДДВ,
На еден начин истите пари ќе мора да ги вратиме повторно кај граѓаните со изградба на улици и патишта. Но ние, како локална самоуправа, мора да мислиме и на приватните фирми, кои во изминатите десетина години работеле на територијата на општина Василево, бидејќи истите фирми имаат вработени кои вработени чекаат плата од таа фирма. Затоа велам дека треба да балансираме и да бидеме стрпливи. Наша цел е финансиски да ја стабилизираме општината, а да не кратиме од предвидените проекти кои се во интерес на граѓаните. Имаме аплицирано во повеќе министерства, во повеќе агенции, владата на Република Македонија, странски фондови, од каде очекуваме одобрување на средства, се со цел да ги реализираме тие проекти, за да го подобриме квалитетот на животот на граѓаните. Како градоначелник, секогаш ќе се залагам со сите расположливи ресурси и средства да ги реализираме ветените проекти во текот на мојот 4-годишен мандат. Значи, поку што ве разбрав и од она што го велите дека паралелно ќе се работа активно на проектите кои што ги видите на граѓаните, но планирате и да ги враќате постепено долговите со цел финансиски да ја стабилизирате ова општина. Во меѓувреме тоа е мртов период за секоја локална самоуправа, имајќи во предвид дека се носат годишните програми, па се распишуваат тендери. Што се планирате, градоначалниче, оваа година да сработите? Колку ќе ви тежи тој буџет? Односно, малку да објасниме на жителите од општина Василево, колку планирате да соберате средства во буџетот, па кои што постофнели, како што рековте, да ги вратиме кај граѓаните преку патишта, улици. Колку тежи буџетот и што се планира оваа година? Се согласувам со вас дека е мртов период кога се распишуваат тендери за изработка на проектна документација, се распишуваат тендери за реализација на одредени проекти. Знаете, кога ќе се вети асфалтирање на една улица, граѓаните очекуваат истата да се сработи за месец дена. Но за жал тоа не оди така, бидејќи најпрво е потребно да се подготви идеен проект, да се ангажираат фирми да се подготви основен проект, па да се распише тендер, на кој тендер ќе се изнајде фирма и изведуваат за таа улица. Значи, постапка која трае неколку месеци. Затоа велам дека е потребна соработка со граѓаните со цел навремено да се детектираат потребите во секое село и да се види дали и како може да се решат. Во изминатите денови, како градоначелник, бев во посета на повеќе населени места, се со цел да ги изнајдеме проблемите, потребите, приоритетните проекти и да ги запознаам граѓаните со долговите на општина Василево. Пред се, кога зборуваме за буџетот, вкупниот буџет на општина Василево изнесува околу 193 милиони денари, кој што е за околу 30 милиони денари понисок од ланскиот, се со цел да биде реален и остварлив. Додека основниот буџет, каде се предвидени средствата за реализација на проектите, изнесува 113 милиони денари. За овој краток период од околу 5 месеци успеавме преку Министерството за труд и социјална политика да обезбедиме да се избориме за отварање на подрачна канцеларија во нашата општина, се со цел помагање на социјално загрозените лица, каде ќе можат навремено брзо да ги поднесуваат своите документи за социјална помош, нега и да ги добиваат потребните информации. Истото така, преку истото министерство, очекуваме одобрување на детска градинка во населеното место Ангелци, веднаш наспроти подрачното училиште Гоце Делчев. На овој начин ќе овозможиме на граѓаните од околните села да ги носат своите деца поблиску до своите домови. Преку UNDP имаме одобрено изградба на фекална канализациона мрежа со прочистителна станица во населеното место Едрениково и очекуваме да започне со реализација во најбрзо време. За жал, во општина Василево еден од најголемите проблеми се неасфалтираните и калливи улици и патишта, што значи дека уште долго време патната инфраструктура ќе биде на агендата на општина Василево. За таа цел во најбрзо време, значи постапката е завршена, треба да започне изградба на улица во населеното место Василево во должина од 450 метри од поштата до повеќенаменското игралиште. Овде ќе биде уфатена и атмосферска канализација, пешачки патеки од двете страни на улицата и канделабри. Целокупниот проект за реализација финансиран од страна на Светската банка. Исто така, во тек е и оглас за јавна набавка за асфалтирање на повеќе улици низ повеќе населени места. Приоритет дадовме, значи, на поголемите населени места и тоа
во две улици во населеното место Градашорци, две улици во Сушево и една подолга улица со подолга метража во населеното место Пиперево. Моравме да компензираме, бидејќи во населеното место Василево веќе е завршена постапката и треба да отпочне со реализација. Преку Министерството за земјоделие имаме одобрено средства за реализација на улици, кои што улици излегуваат на земјоделски површини, се со цел да и се овозможи на граѓаните полесен пристап до своите земјоделски обработливи површини и на еден начин по-лесен пристап до своите домови. И одлучивме, бидејќи имаме готова проектна документација, тие улици да бидат едната во населеното место Градашорци, другата да биде во населеното место Радичево. Заедно со Македонија пат, во соработка со Македонија пат и Агенцијата за државни патишта, успеавме да асфалтираме улица во населеното место Владевци во должина од 500 метри. Исто така имаме поднесено повеќе апликации за изработка на проектни документации. Во моментот се изработува проектна документација за фекална канализациона мрежа за населеното место Добрашинци. Преку Министерството за животна средина аплициравме и чекаме одобрување на апликација за изработка на проектна документација за фекална канализациона мрежа во населеното место Дукатино, бидејќи во поголемите населени места веќе имаме готови проектни документации. Да, некако спомнавте дека на почетокот почнавте со крупни проекти од типот Градинка, Ангелси, но реков дека граѓаните сакаат оние витални прашања, патишта и улици. Спомнавте дел од патиштата и улиците и санирање на полските патишта и на некој начин ја образложивте колку толку оваа програма. Верувам дека доколку се обезбедат повеќе средства кои што може да го зголемат буџетот во таа програма, нели, за изградба и реконструкција на патишти и улици, може да бидат офатени и дополнителни. Да. Значи, уште на самиот почеток на мандатот започнавме со порамнување, посипување и тампонирање на локални улици и патишта, есенско чистење на каналите за одведување на атмосферските води, чистење на дивите депонии во повеќе населени места, поставување на табли за забрането фрлање на отпад. Во изминатите денови извршивме крпање односно санација на ударните дупки во повеќе населени места. Приоритет дадовме во населеното место Василево, од поштата до црквата, која улица, која пат, значи се наоѓаше во незавидно лоша состојба. Така, она улица до црквата мислам дека беше во катастрофална состојба. Да. Таму е веќе санирана? Санирана. Исто така го саниравме патот во населеното место Пиперево, од влезот во тоа населено место до центарот и целиот пат од Градашорци до Едерниково и во самото населено место. Се со цел, значи, да го подобриме сообраќајот во овие населени места и да ги подобриме условите за живот на граѓаните. Поврзувањето и со општинскиот центар и меѓу населените места. И пред се, значи, приоритет дадовме на овие улици, бидејќи за овие улици моментално немаме готова проектна документација, а за подготовка на проектна документација за асфалтирање на одредена улица, како што напоменав, се потребни неколку месеци, па некогаш дури и година, и затоа приоритет дадовме на нив. А за оние улици за кои што имаме готова проектна документација, не извршивме санација, туку ќе се трудиме да обезбедиме средства за да ги реализираме, да ги асфалтираме. Така. Го следите градоначалникот на општина Василево, Марен Јанев, за и околу состојбите во локалната самоуправа на Василево, односно кои се проекти се планирани во ова општина. Веќе спомнавме, градоначалниче, дел од проектите, но мислам дека како совет на општина донесовте одлука неодамна дека планирате изградба на канализационен крак во општинскиот центар Василево. Може ли да ги информираме граѓаните од општина Василево каде ќе биде тој крак? Малку за и околу таа одлука на Советот за поврзување на општинскиот центар на канализацијата кој што е Ангелси, Градашорци, Василево. Да. Токму така, Советот на општина Василево донесе одлука најпрво за утврдување на приоритетен проект. Како Совет го утврди проектот, значи изградба на нов канализационен крак во населеното место Василево. Овој крак се наоѓа на самиот влез во Василево. Првата улица, значи од десната страна, сметаме дека до самите домакинства имаат потреба и во самата улица живеат повеќе домакинства. Истиот крак ќе биде финансиран од страна на
Европската инвестициона банка во висина од околу 1 милион денари. Што се однесува на покриеноста со водоводна мрежа, можем да кажам дека на нашата територија е на задоволително ниво, меѓутоа работиме кон нејзино подобрување. Дел од населените места, Василево, Градашорци, Ангелци, Едерниково, Добрашинци, Нова Мала, Чанаклија и Дукатино се поврзани на водоводна мрежа со која стопанисува јавното комунално предпријатие Турија, додека домакинствата од другите населени места исто така се поврзани на водоводна мрежа со која самите стопанисуваат. Морам да напоменам дека квалитетот на водата во општина Василево во изминатите 10 до 15 години е со лош квалитет. Затоа деновиве за таа цел, заедно со јавното комунално предпријатие Турија, работиме да изнајдеме решение за да се подобри квалитетот на водата, првично со репарација на филтрите, чистење на базените, хлорирање на водата, постановување на специјален јаглен кој ќе ги апсорбира штетните материи. Меѓутоа, за трајно решение, при крај е изработка на проектна документација за изградба на нова филтер станица во населеното место Добрашинци и реконструкција на постоечката филтер станица во населеното место Едрениково, односно Ташливер. Се со цел да ја овозможиме на граѓаните да има чиста и здрава вода за пиење. Откако ќе бидат готови проектните документации, ќе бараме средства за нивна реализација. За разлика од водоводната мрежа, можам да кажам дека покриеноста со канализациона мрежа е на незадоволително ниво, бидејќи канализациона мрежа имаме поставено само во две населени места. Во населените места Ангелци и Пиперово, каде пак одзивот за приклучок е слаб со образложение дека цената за приклучокот е привисока. Повторно, за таа цел работиме да изнајдеме заедничко решение да не намалиме цената во рамките на можностите и да овозможиме приклучокот да биде на рати. Така. Едноставно за да биде искористена таа канализациона, не е само така да биде поставена. Исто така во изминатиот период кога зборуваме за канализациони мрежи, поставивме атмосферски канализациони мрежи во две населени места за одведување на атмосферските води на одредени краци на одредени улици во населеното место Нова Мала и приоритетно село ни беше населеното место Градашорци, каде атмосферската канализација ја поставивме над самото населено место за одведување на атмосферските води према река Струмица, бидејќи при обилни врнежи на дожд самата атмосферска вода предизвикува поплава во ова населено место. Сакам да потенцирам дека вкупната инвестиција на овој проект во ова населено место изнесуваше околу 1 милион и 200 илјади денари, кои средства успеавме да ги обезбедиме од буџетот на општина Василево. Во тек е и подготовка на проектна документација за фекална канализациона мрежа за населеното место Добрашинци. Очекуваме одобрување на проектна техничка документација за исто така за канализациона мрежа и во индустријската зона во Василево, се со цел да ги подобриме условите на самите објекти стопански. Да. Градоначалниче, пак ќе се вратам јас на оној крак до Василево. Тоа е до самото село ќе бидат опфатени таа улица. Дали тој крак ќе биде компатабилен за да може да се проширува канализационата мрежа и во целиот општински центар Василево? Тоа ми беше прашањето, бидејќи претпоставам дека на неја ќе се гради она секундарна мрежа од канализационата. Дали ќе биде компатабилен за да може да се утре задутре ако се обезбедат средства да се проширува? Тоа ги интересира. Токму така, овде станува збор за секундарен крак на канализациона мрежа, веќе примарниот крак за канализациона мрежа е поставен. Со овие средства, од 1 милион денари, сме во можност да го реализираме овој секундарен крак за одредена улица. Така. Градоначалниче Јанев, како стоите на полето на искористувањето на домашните и странските фондови? Рековте дека не е розова ситуацијата во врска со финансиите во локалната самоуправа, имајќи во предвид дека ќе работите и на реализација на проекти, но и на финансиско стабилизирање на локалната самоуправа. Знаеме дека погледите се свртени кон искористување на домашни и странски фондови, како што е програмата за прекогранична соработка, разновидни организации, фондации. Како стоите на тоа поле? Дали веќе аплицирате таму? За што, кои проекти? Зборда? Домашните и странските фондови пред се битен извор на средства од кој зависи
развојот на општината и подобрувањето на условите за живот на самите граѓани. Во буџетот за 2018 година околу 30% од приходите се планирани преку трансфери од други нивоа на власт и донации, односно од домашни и странски фондови. Кога зборуваме за домашните фондови, овде се мисли на министерствата, агенциите, владата на Република Македонија, каде редовно на нивните јавни повици одговараме, односно аплицираме со одредени проекти, очекуваме одобрување на средства и реализација на тие проекти. Се со цел, значи претходно напоменав во кои министерства и агенции имаме аплицирано со техничка документација, се со цел да ја подобриме патната инфраструктура, да го подобриме квалитетот на водата за пиење, да ја подобриме животната средина, односно да ја подобриме целокупната состојба на нашата територија во општина Василево. Условите за живот. Да. Што се однесува на странските фондови, општина Василево работи и на тоа поле, независно дали средствата од странство доаѓаат преку нашите министерства или преку ИПА фондовите за прекугранична соработка со Република Бугарија, каде имаме позитивни резултати, особено со општина Струмјани, каде пред некој ден успешно реализиравме заеднички проект. Кај нас тоа беше проектот реконструкција на училиштето во населеното место Седларци, со што ги подобривме условите за настава и на учениците и на наставниците. Во врска со тековниот повик за прекугранична соработка со Република Бугарија, во фаза сме на изнаоѓање на соодветен партнер. Моментално сме во преговори со одредена општина, каде ги бараме заедничките интереси и допирните точки за партнерски проект. Ја напоменав општина Струмјани, во овој јавен повик на двете општини, општина Василево и општина Струмјани, не можевме да изнајдеме заеднички проект, за заеднички да аплицираме и да добиеме проект со ИПА фондови, со европски пари. Добро, сепак не значи дека во иднина не може, нели? Сепак фондовите се отворени и стојат на располагање. Поентата е да се искористат максимално тие средства. Обично и фондовите бараат соработки со граѓанскиот сектор на локалните самоуправи заеднички да аплицираат на тоа поле. Она што сакам да ве прашам, градоначалниче, мислам дека Василево е една од ретките општини каде што малку тој граѓански активизам или граѓанските организации се слаба, но знам дека сте отворени за соработка со сите граѓански организации. Мислам дека и работевте на еден проект за уличното осветлување, ако не се лажам, во општина Василево. Да. Како стоите, работите ли на мотивирање, поттикнување на граѓанскиот сектор? Значи, вклученоста на граѓанскиот сектор во развојот на заедницата сметам дека е од особено значење, бидејќи доколку во една општина, во една локална заедница има развиен граѓански сектор, истиот позитивно ќе влие врз целокупната заедница, бидејќи делува како коректив на власта и корективна свест на одредена група на граѓани. Општина Василево е отворена за соработка со сите граѓански организации, да ги поддржи нивните идеи и иницијативи, се со цел заеднички да создаваме квалитет секогаш и секаде каде што е можно. Уште на самиот почеток на мандатот, како што спомнавте, заедно со невладината организација Утро од Ново село, реализиравме заеднички проект, од кој што проект како општина добивме околу 200 улични светелки и на тој начин извршивме замена на старите улични светелки со нови еколошки светелки. Моментално сме во повторно, значи аплициравме проект за одобрување на одреден број на контейнери, канти за ѓубре за домакинствата. И затоа сега го користам вашиот медиум да ги охрабрам сите граѓански здруженија да подкупуваат издржени проекти кои ќе бидат во интерес на граѓаните, се со цел заеднички да ги реализирам. Да, во секој случај таа спојка помеѓу граѓанскиот сектор и локалната самоуправа е неопходна за подобрување на условите за живот во одредена заедница. Ги спомена контейнерите и корпите за отпадоци. Василево и понатаму останува позицијата каде што ќе се гради таа регионална депонија. Мислам дека бевте меѓу првите општини кои што донесе одлука за префрлување на ингеренциите за изградба на таа регионална депонија. Одлуката е донесена. Може ли да очекуваме наскоро владата да го реши тој проблем, да се изгради таа регионална депонија, која што од една страна ќе донесе нови инвестиции, нови вработувања во општина Василево? Значи, најпрво сакам да напоменам дека
колку и да звучи непопуларно, проблемот со дивите депонии низ населените места може да се реши само со ефикасна примена на законската регулатива во делот на казните за неодговорните и несовесни сограѓани кои отпадот го депонират, така да се изразам, каде ќе им текне. Проблемот во нашата општина е тоа што во општинската администрација кај нас има вработено само еден комунален редар кој врши контрола на терен и не може истовремено да ја покрие целата територија на општина Василево. За таа цел, како градоначалник, се залагам да се зајакне редарската служба, да се зачести контролата на терен и на еден начин да се казнат сите оние кои што ќе фрлат отпад на неодредени локации. Првично, да кажем, моментално решение е домакинствата да склучат договор со јавното комунално предпријатие Турија за собирање на смет или пак граѓаните отпадот да го фрлат на точно одредени локации. Како што напоменав, ова е моментално решение. Меѓутоа, за трајно решение, Советот на општина Василево, меѓу првите, донесе одлука, со која одлука ја префрли надлежноста на регионалната депонија Добрашинци на владата на Република Македонија, чија обврска ќе биде инфраструктурно да ја среди и повторно да ја врати надлежноста кај општините. Тоа е од причина што за изградба на една регионална депонија се потребни високи средства од околу 18,5 милиони евра, со кои што средства општините моментално не располагат и таква е постапката што доколку една општина не се сложи, целата постапка пропаѓа. Што значи дека се чека пас од сите, зелено светло од сите општини од југоистокот, за да почне владата целата постапка за и околу реализацијата на овој проект. Сакам да се навратам повторно на ова прашање. Не е само до комуналните редари. Јас би рекол така, имајќи во предвид некако свеста треба да се подигне градоначалниче кај граѓаните, бидејќи колку и да чистиме и 100 луѓе да вработите и да контролираат, ако евентуално граѓанинот не си ја почитува животната средина кај што живее, џабе ќе биде. Така. Добро, она што е препознатлива општина Василево се потенцијалите. Најбрзо растечки економски, барем во делот на изградбата на оние индустријски капацитет, односно и производствени капацитети и трговски капацитети или формирање на индустријски зони беше посочувана токму општина Василево. Промоција на потенцијалите на општина, имали продажба на нови парцели, отварање нови индустријски зони. Што планирате вие како прв човек кој што сте веќе 6 месеци на оваа позиција? Вашиот претходник некако работеше на тоа поле, формираше индустријски зони, ќе го продолжите ли тој тренд? Дали вие планирате отварање кај нови капацитети, индустријски зони? Моја примарна цел како градоначалник е развојот на општината, создавање на подобри услови за нејзините граѓани и меѓу другото се подразбира отварање на можности за нови работни места. Индустријската зона во општина Василево, која се простира на КАО Градашорци и КАО Василево, е потенцијал кој се уште докрај не е искористен, бидејќи на дел од парцелите се уште се изведуваат градежни активности, што значи дека допрва ќе никнат стопански објекти. И на овој начин ќе се овозможи отварање на нови работни места и за граѓаните од околните општини и за граѓаните од општина Василево. Моментално, општина Василево изработува локална урбаничка планска документација, односно изработува урбанистички план за вон населено место Нова Мала со површина од околу 22 декари со намена изградба на винарска визба. Со изградба на винарската визба ќе се овозможи промоција не само на виното и другите производи од грозје, туку ќе се овозможи промоција на се она што како потенцијал општина Василево може да го понуди на секој посетител. Исто така морам да напоменам дека е требало да се изработи урбанистички план за во населеното место Нова Мала со намена поставување на фотоволтаични панели за производство на електрична енергија. Договорот за изработка на урбанистичкиот план бил склучен помеѓу општина Василево и Институтот за урбанизам и ИМПУМА Скопје. Во договорот е јасно наведено дека рокот за изработка на урбанистичкиот план е 120 дена. Договорот е склучен, мислам дека беше 23 август 2016 година и е требало да се заврши до
за 120 дена, значи тоа му иде До крајот на Нова година, еве. Да, до крајот на 2016 година. Меѓутоа најверојатно поради неажурност на претходната локална власт и Институтот за урбанизам Импума Скопје, урбанистичкиот план не е изработен и по автоматизам овој договор мора да го поништиме. Бев на разговор кај раководителката на институтот за да изнајдеме заедничко решение. Да. И утврдивме дека е потребно да го скинеме договорот и да објавиме нов оглас за јавна набавка за изработка на нова локална урбанистичка планска документација за таа намена. Тоа планирате да го сработите, односно да урбанизирате сем за винарска визба и за фотоволтаична станица. Да. Во иднина ќе размислуваме и на други места во нашата општина да урбанизираме се со цел да овозможиме отварање, проширување на индустријската зона, отварање, така да кажем, на нова индустријска зона за да се овозможи промоција, афирмација на општина Василево и развој на самата индустријска зона. Но и отварање нови работни места. Да. Полека да привршуваме, она што сакам да го прашам, сепак Василево значи и за една општина која што постојано дава поддршка на одредени спортски турнири. Тука го имате фудбалскиот клуб Василево. Како стоите на тоа поле, градоначалниче? Како локална самоуправа Василево и како градоначалник на спортот гледаме и го третираме како еден од битните сегменти во нашето општество. Секогаш кога имаме можности и сега дека што има потреба, општина Василево дава и ќе дава поддршка на спортот и спортистите, на спортските манифестации и настани и за одржување на спортските терени и објекти. Општина Василево има програма изгласена од страна на Советот на општина Василево за спорт, рекреација и манифестации, преку која што програма обезбедува средства за одржување на овие настани во нашата општина. Скоро во секое населено место се одржуваат вакви настани, турнири во фудбал, кошарка, каде што општина Василево е главен покровител. Континуирана поддршка даваме на еден фудбалски клуб кој е активен, тоа е фудбалскиот клуб Василево, кој спортува во третата фудбалска лига во Јужниот регион. Целта со поддршка на спортот и наша желба е да овозможиме афирмација на општина Василево, не само на локално ниво, туку и на регионално ниво, а според можностите и на меѓународно ниво. Така е. Не знам дали знаат гледачите дека своевремено и Маријан Јанев беше спортист во дисциплината. Бев спортист во стрелање на глинени голови. Сум учествувал и на балкански, и на европски, дури 2006 година бев на светско првенство во Хрватска. Имаше ли поддршката тогаш од локалната самоуправа? Не се сеќавам. Ве поддржува? Не, немаше. За тоа најверојатно. Тогаш има и на ум дека такви спортисти можеби ќе се родат и дека ќе треба да ги представуваат општина Василево и надвор од Македонија, како вашиот пример на светско првенство. Градоначалниче, јас ви благодарам, се надам дека полека времето не истече. Се надам дека нема да ви биде ова последно гостување на програмата на Канал Вис со цел граѓаните да дознаат што се случува и кои се оние проекти во општината за да може да држат за збор, бидејќи јавно сте ги кажале овде. Така, јас напоменав уште на самиот почеток на емисијата дека се надевам дека ќе има прилика во соработка со вашата телевизија, во соработка со други телевизии, со цел навремено да ги известуваме граѓаните што се случува во нашата општина, што е реализирано и што треба да се реализира во иднина. Во духот на транспарентноста и отчетноста. Ви благодарам, градоначалниче, што бевте дел од емисијата визави на програмата на Канал Вис. Вам, почитувани гледачи, ви благодариме за вниманието со кое што не следевте. Секое добро.